ние, семејствата, родителите, главно, поминуваме низ 4 фази. Сега, може би, тие фази може да некој да ги помине и во некои по-бенигни човекови расположенија. Например, имал некоја девојка или некој момче, некоја љубов, па без своја вина, значи, се растурила врската, се прекинала врската и тој пати, нели? Па може би и за тоа може да се примени. А кои се тие 4 фази според мене? Значи, првата фаза е шок. Што е ова што не снајдеш? Што е ова? Не знаеш што е. Знаеш дека е нешто страшно, ама не знаеш што е. И таа фаза трае некое време. Втората фаза е бес. Тоа значи зошто мене, зошто не на некој друг, што сум скривил јас. Третата фаза е апатија, или кратко кажано, значи ова е крај на нашите планови, на нашите желби, на нашиот живот, така да кажеме, и тоа е многу опасна фаза. Некои луѓе за жал остануваат и во таа фаза. И четвртата е фаза, окей, тоа е тоа, како да се справиме сега со ова и како да живееме и како да го направиме нашиот живот да биде нормален и да живееме со тоа што го имаме.